Се враќаме во студио и денеска имам една прекрасна дама која што гостува заедно со мене доктор Милена Георгиевска, специјалист по гинекологија и акушерство во Промедика Медикал центар, каде што денеска ќе зборуваме и за дел од тимот кој нуди современа, внимателна и сеопфатна грижа за женското здравје во сите животни фази. Добро утро и фала многу што ја прифативте поканата и денеска сме заедно да збориме за многу убави работи. Добро утро на вас и на сите гледачи и многу ми е драго што сум дел од вашата емисија денес. Исто и мене. Јас би сакала да почнем како да имаме еден така сеопфатен разговор и да зборуваме како една пациентка тука. Така ќе ни биде најлесно. Секако дека да. И сакам, например, секогаш кога одиме кај една нова докторка или кај било каков преглед, секогаш сакаме да се запознаеме со докторот. Иако малку ќе прочитаме во интернет некои информации, но многу ни е важно таа личната емоција која што се пренесува во сите тие разговори. Да ни се представите, да ни кажете малку за вас, колку години ја работите оваа работа и сте што треба да знаеме. Како што ви ќе кажа, јас сум доктор Милена Георгиевска, специјалист гинеколог акушер, дел сум од тимот на одделот гинекологија во приватната здравствена установа Промедика Медикал центар. Гинеколог сум веќе 5 години, а во оваа установа сум 2 години и многу сум среќна што сум дел од тој тим. Тимот на гинекологија го сочинуваат 6 доктори гинеколози, од кои што 2 докторки работат како матични гинеколози, односно ги нудат услугите на фондот, а останатите 4 доктори, меѓу кои јас, правиме приватни прегледи. Многу ми е драго што Промедика гинекологија е една институција која што има најсовремена опрема, има една убава атмосфера кај која што секоја пациентка кога ќе дојде, вистина, се чувствува пријатно и самиот преглед изгледа толку многу едноставен и лесен што многу лесно го ја закажува и следната контрола. Да, тоа стварно е многу важно, бидејќи зборуваме за женското здравје и некогаш знаеме да бидеме така како да кажам, постресно се чувствуваме кога ќе ве посетиме вас, но тоа е многу важно исто и вие да бидете во еден добар и комфорен тим, но исто така и пациентите да се чувствуваат. Јас тука сакам да застанам што го издвојува Промедика гинекологија од сите други, например, да кажеме, болници и клиники. Нас не издвојува посветеноста и грижата која што ја даваме на секоја пациентка. Секоја пациентка добива еден индивидуален пристап, еден индивидуален третман, каде што сите од тимот се трудиме колку што е можно попријатен да го направиме тој преглед за секоја пациентка и да нема страф, да нема табу, да ја закаже следната контрола, односно да препорача другарката, сестрата, мајката, тетката и тоа табу да посета на гинеколог да го разрешиме. Односно, секоја една жена што почне веќе со сексуални односи, да сака да дојде на гинеколог и тоа да ја биде пријатно место каде што ќе може да најде одговор на секоја прашање, на секоја дилема, значи да добие било каков совет, стручен совет од наша страна. И да прифати колку е важно тоа, например, прегледите да бидат редовни и тој ланецот како што го спомна сестра, мајка, сите да бидат, значи, да бидат свесни колку е важно прегледи да се направат, испитување, зависно од возраста. Јас тука сакам малце да застанам кои се најчестите услуги што ги бараат пациентките и јас би сакала малце да напоменеме од возраста, од која возраст, например, се препорачува тие услуги и другите што треба да ги знаеме сите. Со оглед дека имаме пациентки од секоја возраст, од најмала возраст, па да речам до пациентки кои што се веќе во менопауза, така да кога ќе започне пациентката со гинеколошки прегледи, тоа е индивидуално. Меѓутоа, препорачуваме штом веќе почнува со сексуални односи, тогаш веќе да се започне и со редовна посета на гинеколог. Се разбира, имаме пациентки и девојчиња, веднаш после првата менструација, кај кои што менструациите се нередовни, па мајките и самите девојчиња се загрижени за таквата состојба и доаѓаат и порано на прегледи. Секако, правиме и кај нив прегледи, ги советуваме. Многу е битно на таа возраст да добијат совет правилен, како да се грижат за своето здравје, како да се заштитат во текот на сексуалните односи и да створат тој еден ред, таа една навика на посета на гинеколог. Во однос на возраста на пациентките, така ни се адаптирани и сите услуги кои што ги нудиме во Промедика.
од ултразвучен преглед кај небремени, исто така правиме ултразвучни прегледи кај трудници, земаме пап брисеви, микробиолошки брисеви, брисе за ХПВ типизација, по индикација се прави колпоскопија, ги следиме бременостите до моментот на породување, така да нудиме една сеопфатна грижа на пациентката од најраната возраст, значи од првата менструација до периодот на перименопауза и менопауза, кога завршува репродуктивната возраст на жената. Тоа е интересно, мислам, тоа би било идеално, тоа што го зборевме, идеално од помалата возраст, значи од првата менструација, па после тоа со односите зависно од возраста, сексуалните односи да се препорачува и редовните прегледи. Тоа би било идеалното, но дали тоа во нашата земја баш така функционира? Дали треба да бидеме посвесни, женските да бидат посвесни колку е тоа важно да се прават редовни прегледи, пап тестовите да се прават редовни, на колку месеци треба да биде идеално тоа? Може некој совет? Јас сум многу среќна што младите генерации веќе имаат свесност за посета на гинеколог и кај нив полека го решаваме тоа табу дека страшна е посетата на гинеколог, треба да се избегнува и дека не знам колку е болен и непријатен прегледот. Проблемот се уште го имаме со малце повозрастната популација, да речам негде околу 50 на 40-50 години па натаму, кај кој што се уште стои таа стигма на непријатност на посета на гинеколог. Се разбира, сигурно голямо влијание имаат и нашите појавувања по емисии, тоа што сме присутни во медиумите, интернет, достапноста на информации, Инстаграм, Фејсбук, сегде каде што можат да прочитаат колку е битно да се прават тие превентивни прегледи, зашто тие превентивни прегледи многу значат здравје. Трае толку многу кратко прегледот, а од друга страна ние докторите добиваме толку многу информации за здравјето и за состојбата на пациентката, што ни е многу полесно да помогнеме во самиот пристап и во самата состојба на таа пациентка. Како што реков, со самото започнување на сексуални односи треба веќе да почне да се прави и пап тест. Во нашата земја протоколот на работење е на секоја пациентка секои 3 години да се земе пап тест, меѓутоа да се напомене дека тоа не важи за оние пациентки кај кои што има претходно направено тест и има некаков наод на пап тестот. Во однос на тие пациентки советуваме и порано да дојдат на гинеколог. Тука морам да го спомнам и брисот за ХПВ типизација, што многу пациентки го избегнуваат од страф или од недоволна информираност, дека заедно со пап тестот треба да се земе и брис за ХПВ типизација. Сензитивноста само на пап тестот е 60%, што е многу малку да детектираме било каква промена кај пациентката. Кога на тоа ќе го додадеме и брисот за ХПВ типизација, добиваме веќе некоја сензитивност од 90%, која што многу поголема сигурност дава и кај нас, докторите, и од друга страна кај пациентките. Во цел свет скринингот за карцином на грло на матката оди на тој принцип. Земање на пап тест и брис за ХПВ типизација. Зборуваме за брисот за ХПВ, но исто така многу се важни микробиолошките брисови. Тие колку често треба да се направат? Апсолутно. Секоја жена барем еднаш во животот треба да има направено и пап, и микробиолошки брисеви, и ХПВ типизација. Доколку микробиолошките брисеви и ХПВ типизација се негативни, тогаш тие се прават по потреба. Односно, после секоја промена на партнер, треба да се направат нови микробиолошки брисеви, нова ХПВ типизација, а се разбира, доколку тие брисеви стигнат позитивни, тогаш се прави контрола по определен период кој што ја назначува докторот. Пап тестот ќе останува редовно да се прави секоја година, нема како никаква штета. Како крвна слика. Како крвна. Па не толку често како крвна слика, меѓутоа еднаш годишно да е пап тестот земен би било супер. Да, тоа би било идеално и препорачувам сите девојки и сите жени кои што во моментот не следат, барем денеска да добиват некое така емотивно расположение и да и храброст. Да, и храброст и да закажат термин и да се само да имате еден редовен преглед во гинекологија. Моментално имате една активна промоција, ова ме интересира многу за сите вие што планирате и не знаете или немате уште матичен гинеколог, сега може да се обратите и во Промедика. За каква промоција станува збор, до кога ќе трае, се што треба да знаеме. Јас сум многу среќна што во моментов оди таа промоција, односно самиот пакет што го нудиме на ултразвучен преглед и пап тест е ставен на промоција која што е достапна за секоја пациентка на 50% намалување, така да овој месец во знак
на целата празнична атмосфера, да се вклучи и тоа, да се заврши годината убаво. Се надевам дека и следниот месец ќе продолжиме со оваа акција, затоа што следниот месец е, јануари месец е баш месецот кога е месец за будење на свесност за карцином на грлото на матката, така да нека не го одложуваат прегледот и што може порано нека си закажат Од преглед. сега нека закажат за јануари, пак имат план за да ги превентират сите тие и да ги направат сите тие тестови што се најважни. Сакам да поминеме малку кај пап тестот и ехото, да зборуваме малку по-детално. Зошто се толку важни за превенција на многу страшни болести, ќе кажам вака. Понекогаш самите пациентки немаат никакви симптоми. И на тие редовни контроли, кога ќе дојдат во нашата ординација, ние диагностицираме многу состојби за кои што самата пациентка не е свесна. Папот и ултразвучниот преглед ни даваат многу информации на нас, докторите од другата страна. Пап тестот е една диагностичка метода со која што ги гледаме клеточните промени на грлото на матката. Оние промени пред карцином, предканцерозни промени и самиот карцином. Карциномот на грлото на матката може да не даде никакви симптоми кај пациентката и баш да се детектира на рутински преглед. Затоа и повторуваме неколку пати дека многу е битно редовно земање на пап тест. Од друга страна, со ултразвучниот преглед правиме преглед на матката, односно утерусот, и јајниците, односно овариумите, како тие функционираат, состојбата на самите внатрешни генитални органи кај жената, кои што со самиот ултразвучен преглед ја пратиме нивната функција, за потоа да можеме да дадеме информации на самата пациентка во однос на тоа какви се нејзините шанси за останување на бремена, какви се шансите за регулирање на хормоните, дали има некаква потреба од терапија, дали има потреба од правење на дополнителни исследувања, така да со цел да може да одговориме на сите прашања, битно ни е да ги направиме тие диагностички методи. Спомнавте хормони. Тука сакам да застанам, заради тоа што знам дека во женското здравје многу влијаат хормоните, мислам исто така и кај мажите, но кај женското здравје малце по, така да кажам, по-специфично, заради тоа што жените не смеат да јадат многу шекер, многу болести може да се појават од имунитетот, значи да кажам по слаб имунитет. Кога сме кај хормоните, многу жени мислам, проблемот, најважниот проблем доаѓа од храната, процесираната храна. Колку тоа влијае на прометување на менструации, појавување на многу различни болести. Сакам малку тука да застанам, да збориме за како треба идеално да се храни една жена или како да се справува со прометување на менструација, која што е многу често. Само тоа би дополнила дека не е само храната фактор во целокупното функционирање на организмот женски, па и на било кој организам, туку животниот стил. Многу е битен животниот стил на една жена, девојка, за правилно да функционира и за да има правилен баланс на хормоните. Се разбира, исхраната е клучна, меѓутоа тука морам да спомнам и физичката активност, грижата за менталното здравје, целата една целокупна грижа и го дава тој баланс во телото на една жена. Малку да има одстапување во сите тие алки, тоа веднаш се рефлектира во регуларноста или ирегуларноста на менструалниот циклус. Секако треба да се избегнува таа процесирана храна. Во моментов кога имаме толку многу достапна вкусна храна на пазарот, на сите ни е тешко да одолееме, меѓутоа убаво е да се вратиме назад на оние готвени јадења дома, на тие собиранки дома, ручеци дома. Течности, пиење многу. Кафето да се лимитира на 1 до 2 во текот на денот. Алкохол исто така колку што може да биде сведено на минимум. Исто така би потенцирала колку е важна и физичката активност. Значи пешачење, трчање, возење точак, било каква друга физичка активност што одговара на секој организам. Некој повеќе ужива аеробик, некој ужива пилатес, некој во теретана. Значи и таа е многу битна за тој баланс на хормони во
во женскиот организам. И секако работата на себе, на целокупното здравје, јога, медитации, сите тие техники за регулирање на таа хомеостаза во организмот. Зборувавме дека јануари е и месец на подигнување на свеста на ракот во грлото на матката. Како е најдобро да се спречува ова болест? Најдобро е со превенција. Превенцијата опфаќа редовни гинеколошки контроли, опфаќа примање на ХПВ вакцината и кога веќе ќе се дијагностицира некаква промена на папот, истата да се третира што е можно побрзо за да не напредува во некој понатамошен стадиум. Во која возраст се зема вакцината за ХПВ? Вакцината за ХПВ веќе е влезена во календар за редовна вакцинација на девојчиња, а од 2024 мај веќе и момчиња може да се вакцинираат. Најдобро е да се прими помеѓу 9 и 14 годишна возраст, кога ефективноста е најдобра. Во нашата земја моментално достапна е 9-валентната вакцина за ХПВ, која што штити од 9 најчести типови на ХПВ и се прима негде околу 12-13 годишна возраст, меѓутоа е бесплатна и до 19 годишна возраст кај девојчињата и кај момчињата на територија на Македонија. Идеално и сите таргети на Светска здравствена организација таа вакцинација да покрие 90% од популацијата. Има некоја статистика за Македонија е околу 60%. Така да полека се приближуваме до тој таргет на Светската здравствена. Па добри сме. Добри сме, може и подобро, секогаш може подобро. Секако и ние сакаме да го стигнеме тој таргет на Светска здравствена организација 90-70-90, односно 90% од девојчињата до 15 годишна возраст да бидат вакцинирани со ХПВ вакцината, да се направи еден скрининг на 70% од популацијата и 90% од веќе дијагностицираните промени на ПАП да се третираат. Така да ние се трудиме да го фатиме тој светски таргет и што е можно да се превенира ракот на карцином на грлото на матката. Меѓутоа во Македонија се уште таа бројка е, да речам, голема. Околу 170 случаи имаме годишно на карцином на грлото на матката, од кои што 50 до 60 завршуваат со смртен исход. Така да... Тоа е преголема бројка, докторка. Па, да речам, може да ја поправиме. Да. Може да ја поправиме. Се надевам дека барем малку свеста ќе се подигне, а многу ми се свига дека по младите генерации веќе се посвесни, ги прават тие превентивни прегледи, но и се поредовни во редовните контроли во гинекологија. Во последните 4 минути сме, сакам само да зборевме за симптомите што многу често знаат да не се појават, да не покажуваат некој симптом кај жените, но кои се тие првите симптоми што може да се појават од ракот во грлото на матката? Како што напоменав и претходно, самиот карцином може да не даде никакви симптоми, меѓутоа било каква абнормалност во менструално крварење или било какво крварење што ќе се јави кај пациентката треба да се регистрира и да се пријави кај гинекологот. Значи ирегуларно крварење надвор од циклусот, крварење после односи, крварење кај жени кои што се во менопауза, болки во долниот дел на стомакот, било каков исцедок кој што е со непријатна миризба или кој што е неспецифичен, сето тоа се некои симптоми кои што треба да натераат пациентката да се јави на гинеколог и да не го одложува прегледот. И за крај, секако сакам да ни раскажете некои совети кои што се многу важни за здравјето на жените и како да закажат прегледи и да ги искористат сите тие промоции што ги нудите во Промедика. Само би сакала да дадам еден апел, секоја жена што е можно побрзо да си го закаже својот гинеколошки преглед ако не го направила неодамна. Така. Да се реши тоа табу, тој стереотип дека посетата на гинеколог е страшна, болна и непријатна. Не, воопшто. Од другата страна, навистина се трудиме тој преглед да е колку што е можно попријатен, затоа што превенцијата е не пола, туку цело здравје. Точно така. Ви благодарам многу што бевте заедно со мене во студио, гостувавте и знам дека сте на работа и ви одземавме малку време од вашето многу значајно време, но се надевам дека барем тоа советите, свеста се подигна малку кај сите жени, кај сите граѓани кои што треба да се прегледат во било која сфера во здравството, но многу е важно да знаеме дека стварно прегледите може да спречуваат многу поголеми проблематики кои што може да се појават. Ви благодарам многу и се надевам дека ќе ви имаме и во јануари да зборуваме и подетално за месецот кој што е за
подигнување на свесот на раков во грлото на матката. Благодарам многу на поканата, ми беше навистина пријатно со вас како водител и да зборувам на оваа тема. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Нема да биде последен пат. И благодарам многу.